Почитувани пријатели, любители на борењето у Македонија, некогашно. Неделен убав ден, очекуваме радост од ракометарите, ама ја користам приликата горе на моја вилает да направам едно видео, иако ми студе на раците, ама ќе покушам да објавам од едно државен шампионат на Југославија, одржан првиот државен шампионат во слободен стил, масовно и квалитетно. Вика, на првенство учествува 80 борачи од целата земја. Завчера и вчера во Скопје под покровителство на борачкиот клуб МИК во Скопје се одржа првиот државен шампионат по борење слободен стил, на кој учествува 80 борачи од целата земја. По мощни, интересни и квалитетни борби борачите го постигнаа овој пласман по категории. Мува категорија, најлесната. Мустафа, тоа е Адем Мустафа, непобеден. Никој не го победуваше, многу пати знаеше да излезе на чорапи само и без борачки патики, ама противниците ги мелеше. Тука позади него, у грб му, у врат му дишеше многу надежниот и атрактивен силен борач Ристо Дарлев, завзима второ место, Третре Алиовски од Извор. Бантам категорија, непобедниот у бантам категорија Борче Димовски, покоен сега, од Вардар, втори е Джиладини Рудар, трет Коцев Рудар и Гиче Свартак. Перолесна Јовановски МИК, Јованов Рудар, лесна категорија. Прво место Коцев Санде Балканец, втор Алиовски од МИК и трет Бошко Насов од Спартак. Во полувелтер Ѓоргиевски Шар, Стоилов Спартак и Джилов Рудар. Велтер Добре Маринков Рудар, тогај се бореше за Рудар, бидејќи од Балканец беше одстранет, беше и тренер и како борач се бореше за Рудар. Втори Ибраими Вардар и трет Томе Коце Балканец. Полусредна Таипи Шар, Гогов Балканец, Серафимов Пробиштип. Средна категорија Ризвани Шар, Рангело Вардар, Мизакири МИК. Полутешка Елези МИК, тешка Кечев Извор, втор Живковски Вардар и трет Ѓуровски Вардар. Тоа е околу овој прв шампионат на Југославија. На сликата е поставен Санде Коцев. Посакувам ви убав ден да имате, неделен, да имате расположение, иако е многу ладно, јас сум сега на имањето, ладно е, мора да дојдам да издробам на врапчињата чекат, лепче да издробам, да видам што се дешава тука околу фармата на пчелите и сакам денеска да имаме радосен ден, да победеме и идеме в второто коло на светското првенство во ракомет. Поздрав и посакувам ви убав и радосен ден, драги мои пријатели.